Ви благодарам, председателе. За да нема драмолетка околу тоа што е кратено со ребалансот на буџетот, јас ќе се обидам со многу едноставен јазик или на многу едноставен начин да доловам во што е суштината на овој ребаланс, не заборавајќи ги основните поставки. Ова е ребаланс на буџет, а тој буџет го донесе поранешната власт на ВМРО ДПМН. Значи, првото логично прашање, зошто се амандмани на буџетот што го донесе ВМРО ДПМН од пратениците на ВМРО ДПМН? Зошто не се тие амандмани составен дел од буџетот? Второто прашање, тие амандмани истите на буџетот во постапката на проектирање и донесување на буџетот ги предложи СДСМ и тогашната коалициона опозиција. Зошто тогаш не ги прифатија, а сега ги предлагаат истите? Значи, нема логика во ова што го прават пратениците, нашите колеги од опозицијата, затоа што сакаат да го занемарат фактот или пренебрегнат фактот дека ова е буџет на владата на Република Македонија од минатата година, а тоа е поранешната влада, а тоа е владата на ВМРО ДПМН. Значи, сега се прави ребаланс на буџетот донесен од страна на владата на ВМРО ДПМН. И од тука почнуваат сите понатамошни забелешки и предпоставки. Сега, еве едноставен математички пример. Ако проектирате буџет со вредност 10, а знаете дека секоја година, 10 години наназад, од тие 10 се остварувале 7, зошто да не се скратат тие 3? Сегашната влада, предводена од СДСМ, ги крати токму тие 3, кои знаеме, имаме искуство, 10 години ги гледаме буџетите на владите на ВМРО ДПМН. Тие 7 се реализирале. Тие 3 никогаш не се реализирале и заради дефицит во буџетот, проектиран, и заради недоволна реализација на приходната страна. И ние овдека на неколку наврати, значи на неколку пати, нон-стоп повторувавме дека ако продолжи ваквото аздисано, неразумно трошење на народните пари, на Република Македонија ќе и требаат секоја година 1 милиарда евра за да не банкротира. 300 и кусур милиони планиран дефицит, 300 и кусур милиони нереализирани приходи и обврските кои стасуваат од претходните задолжувања. Задолжувања во непродуктивни инвестиции, во проекти кои не враќаат додадена вредност. И тоа ние го зборувавме. Никогаш не рековме и се уште не велиме дека не треба да има задолжувања. Не може Република Македонија со ваква економија, вака поставени економски критериуми, стандарди, да живее без задолжување. И никогаш ниту за Светската банка, ниту за ММФ, ниту за другите меѓународни финансиски институции не бил проблемот зошто има задолжување. Проблемот бил зашто е задолжувањето. Зашто се задолжувањата за некакви мегаломански проекти кои не враќаат додадена вредност, кои не враќаат вредност. Задолжување да, меѓутоа за капитални инвестиции кои враќаат вредност. Ако сакате и со други зборови, ево ќе се обидам, извините, да видам појас. Скратено е од буџетот сето тоа што нема шанса да биде реализирано. Ето, тоа е можеби наједноставната дефиниција за ова што представува овој ребаланс на буџет. Значи, буџетот е донесен од страна на владата на ВМРО ДПМН, а сега ребалансот се врши од страна на новата реформска влада, предводена од СДСМ. И тоа е фактот од кој се започнува и тука завршува се. Значи, за да се покажат големи капитални инвестиции, а да не забораваме, буџетот се носеше знаејќи дека е изборна година. Изборите знаевме дека ќе се одржат во декември 2016 година. Значи, ВМРО ДПМН донесе популистички буџет токму ради изборите.
ги набилда инвестициите кои создаваа популарност, кои создаваа внимание кај народот, кај граѓаните на Република Македонија, знаејќи дека никогаш не може да се остварат. Знаејќи дека ако останат на власт, драстично со ребалансот ќе ги скратат и ќе ги намалат. Значи, за да се покажа пример, ево образованието е како и во амандманската расправа и во општата расправа на комисија како најупотребувана или злоупотребувана тема. И другите области, меѓутоа како во образованието најмногу, за да се покажат капитални инвестиции во образованието, фактички буџетот се лажирал. Се напумпал. И со тоа, внимавајте, се загрозило и исплатувањето на плати, и исплатувањето на социјални трансфери, значи пензии, здравствени услуги и така натаму, затоа што не се проектирале онолку пари, колку што требало да проектираат за да се задоволат овие основни потреби. И сега, замислете, во буџет кој го правила владата на ВМРО-ДПМНЕ, сега на ребалансот имаме над 400 и кусур амандмани од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ. И цело време се прашуваме каде е тука логиката. Зошто тие амандмани не се вградени во буџетот? Зошто со ребалансот на буџетот да не се занимаваме со работите кои можело да се реализираат, а всушност со ребалансот на буџетот се скратени оние приходи кои и онака нема да бидат реализирани. И сега за ова, значи ова не е напамет зборувано, ево, јас овдека имам податоци дека, почнувајќи од 2009 година до минатата година, реализацијата на капиталните расходи во проценти од буџетот. Во 2009 година 47% биле реализирани. Во 2010 67, 2011 76, 2012 70 и така натаму. Минатата година 66%. Значи цело време во однос на проектираниот дел од буџетот олкава е реализацијата. 50, 60, 70%. И сега новата реформска влада ги крати тие трошоци за кои знае дека, односно расходи, дека нема да бидат реализирани. И исто е и на приходната страна. Ама сега пратениците од ВМРО-ДПМНЕ не кажуваат што се добива со овој ребаланс на буџет. Значи, кратејќи ги непродуктивните, односно приходите кои не можат да се реализираат и кратејќи ги непродуктивните трошоци, за кои ќе ви кажам малку подоцна, всушност, новата реформска влада треба да обезбеди она што со изборната програма на СДСМ и на коалиционите партнери, односно со програмата на новата реформска влада, им беше ветено на граѓаните на Република Македонија. Значи, целта, јас како што гледам, гледајќи го ребалансот на буџетот, била да се намалат непродуктивните трошоци, тоа се трошоци за службени патувања, трошоци за кампањи, трошоци за репрезентации, владини реклами, економски промоции, трошоци за селективна распределба на пари на одредени граѓански организации и така натаму, за од друга страна да се најдат буџетски средства за следните работи. Прво, буџетирање на ветените приоритетни мерки за поддршка на граѓаните и фирмите, значи зголемување на минималната плата, решение за стечајците, поддршка за малите и средните предпријатија и земјоделците, укинување на радиодифузната такса, субвенциониран годишен одмор за работниците со мали примања, нови вработувања во приватниот сектор, враќање на дневната и викенд тарифата на ефтината струја во домакинствата, непречена исплата на пензиите и транзицијските трошоци за вториот пензиски стол, навремена исплата на сите загарантирани социјални права на населението, зајакнување и подобрување на застрените услуги на граѓаните. Ете тоа се работите кои ќе се овозможат со овај ребаланс на буџетот. И сега, јас на вистина не можам да видам што има лошо во тоа. Мнозинството од граѓаните на последните избори се искажа, се определи за овие и вакви измени.
за начинот на здисаното, непродуктивното, неразумното, нетранспарентното трошење на народните пари. Напротив, се изјасна за се она што е спротивно од тоа. Значи за разумно, за планирано, за транспарентно трошење на народните пари. Па секој граѓанин на оваа држава има право да знае зашто и како се трошат парите што ги уплаќа во буџетот преку даноците. И заради тоа се и законите кои ги предлагавме и во опозиција и ради конзистентност надополнуваме со ребалансот на буџетот за зголемена фискална транспарентност. Сега забелешките од типот кратени се трошоци кои нема да овозможат развој на ова или на она. Не е така. Значи скратени се трошоците. Сите категории, освен социјалните трансфери преку кои се исплаќаат законските права на граѓаните. Значи пензии, социјални надоместоци, паричен надоместот во случај на невработеност и така натаму и така натаму. Па кажете еден пример каде што премиер на влада вика скратете од трошоци за влада над 500 милиони денари. Над 500 милиони денари се скратени од предвидените трошоци, значи од трошењето на владата на Република Македонија. Премиерот си ги скратил своите пари. 9 милиони евра помалу има да троши оваа влада отколку поранешната. А со поранешните ребаланси таа ставка беше зголемувана. И тоа е, пазите, тоа е основната поставка дека има искрена намера да се запре аздисаното трошење и да се оди во строго контролирано домакинско трошење на народните пари. Тоа е едната работа. Другата, во делот на намалувањата на непродуктивните трошоци, значи сите непродуктивни расходи на владата, институциите, наменети за патување, репрезентации, економски промоции и рекламирања. И еве сега само неколку примери. Вкупните стоки и услуги се намалени за околу 2 милиарди денари, од кои 122 милиони се намалени патни трошоци, 350 милиони се намалени трошоци за материјали и ситер инвертар, за околу 170 милиони денари се намалени трошоците за поправки и тековно одржување, а другите тековни расходи се намалени за 258 милиони денари. Договорните услуги за околу 932 милиони денари. Во билансите од ребалансот, значи позицијата за договорни услуги е намалена само за 332 милиони денари, имајќи во предвид дека истата содржи зголемување за околу 600 милиони денари кои се наменети за здравствени услуги. Значи, сега се поставува прашањето, кои капитални трошоци се намалени? Одговорот е никој. Намалени се оние кои не може да се потрошат, односно ги нема приходите кои знаеме дека не може да се реализира. Дали е кратено од трошоците за Скопје 2014? Да, онаму каде што можело. Голем дел од проектите не одат преку буџет. Меѓутоа, тоа што можело за фасадите, за централното градско подрачје, и за зградите на јавната администрација, и така натаму, сето тоа е скратено за да се спречи трошењето на народните пари во непродуктивните инвестиции. Кои расходи се зголемени? Токму социјалните трансфери преку кои се исплаќаат законските права на граѓаните. И тоа се едноставните работи за кои опозицијата сега нема слух, затоа што ние разговараме за буџет кој е донесен и изгласан од претходната владеачка гарнитура. За новите социјални мерки, кои ви ги спомнав на почетокот од моето излагање, обезбедени се 270 милиони денари за субвенционирање на минималната плата. Значи, ветувањето што го дадовме, дека минималната плата ќе биде на 12.000 денари, тоа оваа нова влада ќе го исполни и заради тоа со ребалансот на овој буџет се обезбедени потребните средства. Со оваа мерка се предвидува владата да субвенционира околу 70% од потребниот пораст на бруто платата, а би биле опфатени над 75.000 вработени од сите дејности со месечен проценет ефект
од околу 90 милиони денари. Следно, средства за решавање на материјалното обезбедување на невработените лица поради приватизација со доминантна државна собственост. Тоа е она популарното наречено проблемот со стечајните работници, за кои исто така имавме предлог закон, за кои деновиве повторно ќе дојде предлог закон за измена и дополнување за решавање на овој проблем. Значи во оваа фаза над 35.000 стечајци ќе се реши проблемот кои со години се влечка наназад. Со овој ребаланс се обезбедени средства за тоа. За субвенционирање на македонската радиотелевизија, со укинување на радиодифузната такса и ослободување на оваа давачка за граѓаните. Значи не се работи дека македонската радиотелевизија ќе остане без потребните средства. Не, вредноста во буџетот е строго дефинирана. И сега предлагаме закон за измени и дополнување на законот за аудиовизуелно медиумски услуги, со која што потребните средства за функционирање на македонската радиотелевизија ќе се најдат во буџетот, а граѓаните не затоа што се работи за 190 денари месечно или затоа што, не знам, политиките ќе се променеле на власта кон јавниот радиодифузен сервис. Не, туку затоа што граѓаните поминуваа со години наназад низ цили и харидби заради блокирани сметки од страна на управата за јавни приходи, па оди, па одблокираа сметката, па дополнителни трошоци, па нервози, еден систем кој никако не профункционира, во кој најголема штета имаат граѓаните. И на тој начин, на овој начин, фактички со финансирање од страна на буџетот, ќе се стави крај на таа голгота на голем број граѓани. За поддршка на домашниот туризам, преку субвенционирање на работниците кои имаат ниски приходи, и тоа се предвидени 60 милиони денари. Па што има подобро за нашите туристички центри, ако во текот на септември, октомври, ако во текот на април, мај, јуни, кога не е шпиц летната сезона, или зимските центри, кога не е шпиц сезоната, да им се пополнат сместувачките капацитети со домашни гости, кои имаат ниски примања, кои не можат заради тие ниски примања со години наназад да си приуштат одмор, било летен, било зимски, за себе и за своите семејства. Дали не е логично владата да субвенционира таков вид туризам? И точно е она за што зборуваше колегата Димовски. Секој турист е добре дојден. Меѓутоа не само странските, и домашните, ние треба да ги субвенционираме домашните туристи, за капацитетите да не ни стојат празни кога е сезона вон шпиц туристичката сезона. Внимавајте, развојот на туризмот, кој е поспешуван со субвенционирање, има смисла, се додека субвенционирањето не вроди со плод. Не може години и години само со субвенционирање да се очекува развој од туризмот. Затоа што економскиот ефект од таквиот развој на туризмот не ги дава очекуваните резултати. Економскиот ефект ќе биде погубен. Секое субвенционирање, значи субвенционирање на туроператори кои носат странски туристи, субвенционирање на лоу-кост превозници или нискобуџетни превозници кои овозможуваат ефтини авиолинии на дестинациите, или субвенционирање на туристичката такса за станоиздавачите. Сето тоа има смисла до оној момент додека почнат да важат пазарните законитости. Не може до бескрај да се оди со субвенционирање. Иначе, која би била логиката? Нашата влада, односно нашиот буџет, или да бидам попрецизен, парите на нашите граѓани да одат за инвестирање за странски државјани. Ако земите структурата кој лета, како лета на ефтините летови, ќе видите дека бројот на патници на аеродромите или бројот на туристи не кореспондира со економските ефекти. Прашање е колку Република Македонија, односно буџетот, односно нашите граѓани ги чини тоа и такво субвенционирање. И затоа добро е што со овој ребаланс и добро е што со најавените политики на новата реформска влада се кажа дека нема да бидат прекинати инвестициите ниту за развој на туризмот, ниту за развој на бизнисот од странските инвеститори, односно од странските бизнис партнери. Меѓутоа и те како
е потребно час поскоро да започне исто така помогнувањето на домашниот бизнес сектор и на домашните туристи. Во таа насока е и оваа мерка која предвидува финансиска помош, односно за поддршка на домашниот туризам преку субвенција на работниците кои имаат ниски приходи. Исто така, предвидени се средства за активни политики и мерки како поддршка на вработувањето во износ од околу 112 милиони денари. За задолжувањето веќе реков, никогаш не било проблем. Зошто е задолжувањето? Проблем била причината за што се задолжува државата. Во секој оној сегмент, каде што задолжувањето е за капитални инвестиции, кои враќаат додадена вредност, кои помагаат на државата, кои создаваат нов развој, тука има смисла задолжувањето. А за непродуктивни дејности нема никаква смисла. Тоа е само задолжување и пропаѓање во една бездна. За другите мерки нема да зборувам многу, затоа што веќе министерот во своето експозе ја изложи, ја кажа планот со ребалансот на буџетот. Меѓутоа, ќе заклучам повторно со тоа што го почнав. Ако опозицијата овде кад говорница се жали, зошто над 400 амандмани, нието еден не бил прифатен од страна на владата на Република Македонија. Јас поставувам прашање, зошто таа иста опозиција, лани кога беше власт, не ги вгради тие амандмани во буџетот? Ова е нивниот буџет. Ние вршиме ребаланс на буџетот на поранешната влада. И, друго, зошто тие инвестиции не ги предвиделе во буџетот, па СДСМ нема да имаше потреба да ги дава како амандмани. Ама сега, видите, сите тие амандмани се препишувани од збор до збор, за да се стекне впечаток дека СДСМ и коалиционите партнери во новата реформска влада не стојат на зборот. Не, почитувани колешки, колеги пратеници, почитувана јавност, токму овој и ваков ребаланс на буџетот е најцврстиот и најсилниот доказ дека новата реформска влада првите работи што ги прави за да ги исполни ветувањата дадени кон граѓаните, а најголемиот дел се однесуваат кон зголемување на животниот стандард, кон враќање на животот во Македонија. И на крајот, неопходна е соработката и на власта, и на опозицијата. Затоа што целосно сите сме во право кога викаме дека буџетот на Република Македонија, било да е основната верзија или ребалансираниот, има влијание врз животот на сите нас, врз животот на сите граѓани во Република Македонија. И заради тоа е многу добра практика да станеме искрени како при неговото проектирање, така и при неговиот ребаланс. Во минатите 10 дена на амандманска и на општа расправа, јас од опозицијата не почувствував искреност, почувствував популизам во смисол, овие се вашите амандмани, ние ги предлагаме, зошто не ги прифатите? А основната поставка беше на кој буџет се амандманите? На нивниот. Значи нема логика во нивното барање. А и те како? Ево го министерот е тука, представниците од министерството се тука, сите овие денови изминати во расправата. И те како им кажавме, иако сме пратеници од власта, тоа што го баравме како проекти за реализација, тоа ќе го бараме во иднина која ќе се проектира следниот буџет. Значи, при проекцијата на следниот буџет ќе внимаваме не само за да бидеме конзистентни, туку за да докажеме дека тоа што сме го барале имало основа. Секој си доаѓа од некаде, секој е избран од некој електорат, секој доаѓа од некој град каде што има проблеми и во инфраструктура, и во инвестиции, и во комунални дејности и така натаму. И секој е должен тие барања да ги проследи, односно да ги издействува кај владата на Република Македонија, нормално во рамките на она што владата го зацртала како планирани приходи, планирани расходи и така натаму. Зборот ми е заедно, повторно и при проектирањето на буџетот за наредната година, 2018 година, ќе се создаде буџет кој ќе одговори на овие потреби за кои досега дискутиравме. И тогаш нема да биде планирам 10
со цел да потрошам 7, а сега ќе викам зошто ми ги скратиле 3. Не. Реални проекции на буџетот, со реални параметри, за реален економски развој и со константна развојна компонента. Ви благодарам.